навечер, јас сум Билјана Георгиевска, вие го гледате дебатниот магазин Клик Плюс на Телевизија 21. Првиот чекор кој може да води кон разврска на институционалниот застој во Македонија е веќе направен. Партиите кои формираат мнозинство во парламентот побараа продолжување на неговата работа со цел низ собраниска процедура да издействуваат мандат за составување влада од шефот на државата. За намерите и постапките на големите политички партии слушаме секојдневно, но каква е позицијата на помалите партии? Вечерва гости во студиото на ТВ21 се професорот Милјаим Фетаи. Добро вечер, благодарам што дојдовте вечерва во студиото. Господинот Ердоган Сарач од Движењето за национално единство на турците. Добро вечер. Благодарам за времето во петок што го одвоивте во студиото кај нас. Потоа господинот Џабир Доко од партијата за движење на турците. Добро вечер и вам. И господинот Љупчо Пренџов, од партијата Гром. Добро вечер, вие сте од помладата генерација политичари, сигурно малце потешко ви беше да одвоите време во петок навечер, но јас ви благодарам. Добро вечер и благодарам на поканата за доволно. Ке разговараме за политичките случувања, за она што веќе е направено денеска. Мнозинството парламентарно составија список од поддршка од 67 пратенички места и ги доставија до парламентот со барање да продолжи седницата која беше свикана и прекината на 30 декември. Господине Сарач, вие имате долгогодишно искуство во политиката. Сте сведочеле на кризи и порано и надминување на кризите. Каков развој на настаните очекувате овој пат? Па, навистина, мора да констатираме дека земјата се наоѓа во длабока криза. Мора конечно да излеземе од оваа криза, се разбира само со разбирање, меѓусобно почитување и уважување на сите политички партии кои имаат мандат во Собранието на Република Македонија. Еднострано да се реши кризата не е можно, затоа ни треба навистина државнички капацитет на сите за да излеземе од оваа криза. Впрочем, тоа криза во најголема мера директно влијае и на состојбите во општеството вкупно, а се разбира највише граѓаните на Република Македонија и засега. Видовме, слушаме за иницијативата на СДСМ, дека има соберано 67 потписа и со тоа предлага да се продолжи собранието, конститутивната седница на собранието, а тоа значи да се избира во најмала рака имунитетно мандатна комисија, а потоа се разбира и претседател на собранието на Република Македонија, со тоа да се овозможи бар многу значаен законодавниот дом да почне конечно и да работи. Веќе 3 месеци не работи, за жал. За жал. Меѓутоа ова можеше и многу порано да се направи. Јас неколку пати спомнав случајот во Турција, не мора партии да се разберат, да се меѓу себе споразумат или во некоја смисла на зборот како ќе се консултира владата. Тоа е нешто посебно, така да мора да има разбирање со страна на пратениците. Пратениците нешто посебно се. Не смеат да чекаат секојаш диктат, да речеме, од политичките партии, од чии листи се и избрани. И ќе видиме процедурата. Јас во животот сум оптимист, сакам да верувам дека позитивно ќе се развијат настаните, меѓутоа ќе повторам само во согласност со сите политички партии. Не може, значи, со 67 пратеника останати да бидат во офсајд, да речеме, да се на тој начин. Колку што слушаме, целта е тоа, никој да не бойкотира, сите да се вклучат во работата и јавно и ВМРО се декларираше дека нема да спречи да се конституира целосно собранието, а со тоа. Меѓутоа пак сепак има проблеми, затоа што не знаеме составот на имунитетно мандатна комисија како ќе биде. СДСМ предлага нешто друго. Да, а тука мора компромис да дојде. Ако нема компромис, ако не се создаде тоа тело и да работи, затоа што практично тоа тело ќе предложи претседател на собранието, од кога после ќе има и гласање во собранието. Така да првично очекуваме да господинот Трајко Велјавски определи датум од кога ќе почне собранието, а понатаму се разбира во зависност од волјата на политичките партии кои се присутни во собранието, ќе бидеме сведоци како ќе се развива. Датумот е определен во вторник, ќе се свика координација и ќе да, ама да видиме да координацијата дали ќе се согласат за продолжување на може да не се согласат, да се соберат точно околу бројките. Видите, една чинјеница е,
битен фактор е, никој не може да побие, дека победник на изборите ВМРО со коалицијата заедно за Македонија. Ти има најголем број на мандати и сега искуство да Добро, меѓутоа лидерот не успеа да состави мнозинство да собере мнозинство за составување влада. Такви примери имamo многу. Не сакам да зборувам за причините, неодамна. причините се јасни зашто не дојде до состав на владата во првиот обид. Господине Фетај, вие се занимавате со политички науки. Дали продлабочувањето на кризата во Македонија и начинот на кој толку тешко се решава и толку тешко се излегува, ќе го ставите во примери, лошите примери кога им предавате на вашите студенти? Или тоа е само едно искуство од политичкиот живот во демократиите? Па сега една голема предност имат студентите, поготово кога им објаснувам во поглед на настанок на новите држави, што значи стабилизација и дестабилизација на државите, како се поминува периодот на транзиција од еднопартиски систем во инсталација, да кажеме, на демократски држави, многу партиски, а уште повеќе Македонија е како еден добар пример, експеримент, фактички конкретен, како науката, како друштвените науки произведува такви производи современи као пандам на природните науки. Пример за природните науки имат најсовремени откритија, телефони, па се оди во Марс и така натаму. Во природните науки најсложен лудски производ е државата, и во смисла државата значи као една материја која се развива и секоја држава ги има своите карактеристики, суи генерис. Во тој аспект Македонија се покажа многу сретна држава во смисла на надминување на кризите. Поготово да земеме пример еден кој се зема и во литература. Најуспешен пример е како да еден оружен конфликт внатре во една сложена и меѓународна околност и внатрешни околности во 2001, Охридскиот договор представува пример на најсовремени механизми што луѓскиот мозок ги произведе. Значи, самиот Охридски договор е сплет на многу терапии одеднаш, се со цел да се надмине, да се постават една база, една основа за понатамошна изградба на една држава која што во себе ќе ги има сите тие комплицирани елементи што ги носи со себе изградба на едно мултиетничка држава, на една демократска држава, бидејќи демократските држави по природа се транспарентност на конфликтите, на недоразбирања, на различни интереси. Судејќи по ова, очекувам да ми речете дека се надевате на брз развој на настаните и придвижување во подобра насока? Апсолутно, јас во таа насока сум, пријателите, колегите стално во таа смисла ме критикуваат дека сум оптимист со оглед на тоа дека сме поминале 25 години, односно 16 години од Охридскиот договор, каде што вистина не се гледаше излез, бевме на понор на една граѓанска војна и така натаму, а сега веќе кога дојдовме и до позиција, баш гледам Пржинскиот договор е од 2 јуни 2015 и така беше голем проблем 5 до 12, дали ќе се потпише, па и тоа го надминавме. Јас мислам дека ова што ни се догаѓа е повеќе во сферата на емоциите, повеќе на сферата на чувствата, да кажеме, по новите теоретичари тоа го нарекуваат као демократски популизам, на некој начин, што на жалост, и нам ни се догаѓа, јас не би сакал да навлезам во сега, да не дам некои непотребни критики, сакам да моето учество во оваа емисија биде во смисла на придонес кон надминување на сето тоа и основните црти, основните, да кажем, патишта кај што треба да се движиме се многу прецизно, многу прецизирани. Значи, во рамките на уставот, во рамките на законот, во рамките на тоа што е Пржинскиот договор и она главната идеја што беше да се организират фер и демократски избори, да се реализират предпоставките кон тоа, иако нема ништо совршено до крај, али во главно сите се согласија дека тоа е тоа. Резултатите од 11 декември сите ги прифатија дека во рете какви се
значи се во рамките на стандардите и сега ово што ни се догаѓа, пак имаме јасна слика, имаме формирано во демократија многу битно е на крај на резултатите да ги гледаме идејата на народот, идејата на гласачите, веќе имаме 67 што представува повеќе од мнозинство и според тоа значи тие го имаат и легалното и легитимното право на некој начин да менаџират соидните ресурси на државата во еден период одреден нормално према тоа како тие внатре ќе се договараат. Господине Пренџов, дали вие го делите оптимизмот на професорот Фетај? Каков развој вие очекувате, гледате, чувствувате? Добре, благодарам. Значи, Република Македонија согласувам со колегата дека ја доживува најкрупната и најтешката политичка криза од своето самостојување. Дури потешка и од 2001-та? Да, ние од Граѓанската опција за Македонија често пати предупредувавме, за жал секогаш излегувавме во право. Тоа го покажуваше времето дека изборите практично нема да решат целата оваа криза и дека она што ќе се случи постизборно е сценариото кое што ни беше приготвено од страна на определени центри на моќ, дека таму е напишано да после изборите меѓупартиската политичка криза се претвори во меѓуетничка криза. И за жал тога сме сведоци на ова. Мене ми е навистина жал да имаме толкувања на волјата на мнозинството на граѓаните преку 67 пратеници, да се големо мнозинство и така натаму. Ние многу добро знаеме дека во една парламентарна демократија добро е да учествуваат што е можно повеќе политички партии за да се збогати политичката понуда према граѓаните, за тие потоа да дадат својот глас за онаа политичка програма која што според нив е најдобра. Меѓутоа во светот имало решенија кога само едно и два гласа решавале, и до точно едно согласувам. пратеничко место. Тоа ми е едно од поентите. Значи, ние сме сведоци дека во Република Македонија политичката партија која што ја однесе оваа победа е Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН со 51 пратеник. Согласувам, да, тие два пратеници се чиста победа и вие кога, како што е денеска мој колега зборуваше на друг медиум, ако победите во кошарка со 2 разлика и со 15 разлика, важи се 3 бода. Меѓутоа во политика има и чекори понатаму, нели? Да, има чекори понатаму, согласувам, да. Видете, јас согласувам дека во Република Македонија е мултикултурна и мултиетничка држава. Ние во Граѓанската опција за Македонија сметаме дека Република Македонија треба да се развива како граѓанска држава, но граѓанска држава подразбираме да тука ги вклучиме македонците, албанците, турците, власите, ромите и така натаму. И сметаме како политичка партија дека тоа богатство треба да си го негуваме. Големите искуства кои што ние ги имаме добиено од страна на нашите пријатели од Европската унија, на пример во 2007 година Оли Рен често пати доаѓаше, како што сега Хан доаѓа, и неговите ставови беа дека за доброто и иднината на Република Македонија, добро е за иднината на оваа држава да сите политички партии се вклучени при коалиции во собранието, што беше случај до тогаш, но многу е добро да никој не се осеќа хендикепиран ако победил на избори, било како кај албанскиот дел или кај македонскиот дел, да тие два најголеми етникуми направат потоа и влада на Република Македонија. Тоа беше принцип кој што функционираше овој период од 2006 година па наваму, така што сметам дека напуштањето на таа практика ни нуди во идни на нас некои други опасни сценарии кои што се случуваат на Република Македонија и затоа во интерес на тоа сметам дека сите политички партии чинители, да, тие имаат легитимно право да влезат во собранието на Република Македонија, имаат право да конституираат и председател на собранието на Република Македонија и од прилика тука завршуваат нивните надлежности кои што им се дадени од страна на граѓаните на Република Македонија. Моите дискутанти и колегата професор кои што ги гледаме работите малку и на субјективен начин, јас би сакал уште од стартот на оваа емисија да се спротивставам остро на тие работи, бидејќи ние како политичари и луѓе кои што се искусни професори, доктори на науки, треба да работите и гледаме малку пошироко, да не ги гледаме од денес за утре, туку да видиме што е она што е најдобро за Република Македонија. Сметам дека рамковниот договор, да, точно, сметаме дека рамковниот договор во 2001 година од прилика ги реши најголемиот дел и најкрупните прашања кои што ги имаат определени етнички заедници во Република Македонија. Ние немаме против унапредување на било кое право. Ние сме Граѓанска опција за Македонија, ние имаме попредседателна партија Млада Албанка, така што немаме никакви
било какви негативности кон определени малцинства, но ќе повторам, ние ја гледаме Република Македонија како мултикултурна држава, така да гледаш Европската унија и сите други наши пријатели од странство изминативе 25 години и како политичка партија апелираме да останеме на таа траекторија на движење. Господине Доко, вие сте исто така многу млад политичар како и господинот Пренџов, но ми се чини на страната на другиот политички блок. Како вие го гледате развојот на настаните во блиска иднина, наредната недела? Па знаете како викаат, ноќта е најтемна пред да раздене. И јас сум искрено оптимист за случувањата во Македонија. Да, поминуваме низ тежок период, но ова не е нешто ново. Македонија веќе е под заложништво 10 години. Тоа е повеќе од факт. Сега само доаѓаме до клучниот момент кога треба да се случи промената. А промената мислам дека е повеќе од јасна. Граѓаните на изборите на 11 декември дадоа силна порака и јасна порака дека се за промени. Значи, тука станува збор за граѓани кои се над 610.000. И мислам дека тука е клучот. Значи, се е јасно. Јас никако не можам да сватам една таква небулозна теза да кажат навидом искусни политичари, како што слушнав и тука, дека тоа не е победа, дека победиле тие што имале најмногу пратеници пред да, односно тие што добиле најмногу гласови на изборите и никако не можат да ја сватат структурата на демократијата. Тука е фактички и проблемот што ние цело време имаме работа со луѓе кои се само не се демократи. Нивните механизми ги видовме, ги слушнавме, ги живееме се уште и со такви луѓе тешко се доаѓа до резултат на маса, односно тешко се можеме да најдеме заеднички јазик кога воопшто не ги живеат демократските начела и принципи. Но јас сум, како што реков, оптимист, затоа што ја гледам таа енергија меѓу народот без разлика на етничка припадност. Јас еве лично ќе кажам дека и турците во глобала гласа во најголема бројка гласа за промени во Македонија и тоа се гледа и во овој период кој јас сигурен сум и убеден сум дека многу мал дел од турците учествуваат на тие протести сега кои се монтирани. Повелете само нас. Навистина Соколовиќ е многу млад и незгодно ми е нему да реплицирам, ама се гледа дека воопшто од статистиката нема никакви податоци. Меѓутоа, политиката ќе остане во рацете на младите гласа за коалицијата ВМРО за Македонија. Така да тие податоци се... Со какви бројки располагате? И таму што гласаат турците, тие се стари социјалдемократи, тие се разбава од незадоволството од минатиот, значи од владите, така се однесува. Меѓутоа, вака сега многу отворено да кажеме, не сакам во тој однос, значи навистина некој понекогаш не е и достоен партнер да му каже све. Јас искрено жалам. Значи сега се обидуваат некои, жалам, се обидуваат некои, значи за оваа криза како дежурен кривец да направат турците. Така како да се турците криви. Јас до сега не го слушам тоа. Слушам ја неколку верни стручњаци на ДУИ, кажуваат од минатото дека сме попречувале употребата на албанскиот јазик, сме попречувале нивниот културен идентитет и така натаму. Например, на истото студио пред 2-3 дена Јалјан Мити тоа го велеше. Тоа навистина апсурдија. Воопшто не е прифатливо и сега не е времето тоа да се споменува. Тоа треба историчарите да кажат. Меѓутоа, навистина, ако за 500 години владење ние сме се однесувале така, како што сега се обидуваат да пласираат, тогаш во Македонија веројатно сега нема да зборави на македонски. Или овие нема да бара службен јазик да биде албански. Ке се збореше турскиот јазик. Нешто апсолутно невистина. Не сакам. Повелете. Повелете сега нека заврши, господин. Значи, јас за првиот корак реков дека како институција законодавен дом мора да проработи, мора да има председател, бидејќи сега каснеме и со локалните избори. Нема кој да потпише, а времето да се однесе. Институционална криза тешка. Мора да се надмине. Сега, тогаш ако нема победник на изборите, како што се вели века наивно, тогаш нема потреба да одиме на избори. Секоја партија како 5 пратеника, 3 пратеника, така. Зашто се изборите? Да има победник. Да некој добие мандат да може да се остави влада. Ова е доста близко резултатите и може би од тоа произлегуваат во Македонија граѓаните покажаа која е доминантна партија во Македонија.
Јасно. Сега да речеме, значи јас за првиот чекор, значи поздравувам ова, се надевам дека координаторите ќе се согласат, ќе најдат начин како да го состават и комисијата за именување и мандатна комисија. Битоа, јас не верувам дека владата ќе биде толку лесно формирана. Не е можно. Видите, сега информативниот простор во Македонија е многу тешко загадена. Истите политичари на истите столици лажат. Нема друг збор, не го лажат. Едни викаат, да, сме прифатиле комплет програмата, ти викаат, не е точно. Потпадува нивни албански кандидати, викаат, да, точно е прифатено све. Да му дадеме збор за мала реплика. Не е точно. Сакам да ви кажам дека навистина е загаден информативниот простор, има доста шпекулации, ние не знаеме точно. Новинарите велат дека заради политиката е загаден информативниот простор, политичарите гледам дека секогаш вината е фрлат на новинарите, тоа е шема. Јас баш обратно во последно време приметувам многу јавно, многу јасно, можам да кажам дека новинарите вие сте факторот сега што ги заострувате вакви односи меѓу заедниците. Се согласувам дека медиумите имаат огромна улога така настојчиво, така ова пристрасно се однесува. криза. Например, ваш новинар, да речеме председател на ЗНМ, вели за бившиот премиер слепец, а новинарот не попречува да што бе, како можеш ти таков збор да употребиш јавно? Да одиме понатаму, повелете, па ќе погледнеме еден прилог. Ке ве слушнеме сега. Можам да ве, значи нема да биде лесно составувањето на владата, затоа што навистина тогаш и нашиот однос кон оние кои гласале за нас не би било коректно ако ние не настојуваме да бие, значи навистина и ние да се прашуваме тога, да. Само јас ќе потенцирам дека пред се не само што не е демократски, не ни доликува мојот соговорник да направи таква споредба. Јас знам дека доаѓа од коалиција која го разедини општеството по сите сфери, по етнички идентитет, по религија, по класи, по идеологија, но не доликува да сега да одиме и на дискриминација по возраст. Јас можда сум помлад, но тоа не значи дека сум нешто помалку од вас и не доликува, мислам, на годините и на искуството кое го пласирате дека го имате. Јас само ќе кажам дека ќе потенцирам уште еднаш дека голем број на турци, значи повеќе од 50%, значи над 60-70% турци гласаа за промени во Македонија и тоа се гледа со статистика и на терен. Па еве некој ден ќе ве покарам на кафе, ако се разбирате добро од бројки, ќе ви покажеме. Во Гостивај колку гласа добивте? Вашата партија, колку гласа? Можеш на прсти да броиш колку гласа? Имате прилика да ги споредите бројките, барем тоа треба да е екзактно. Повелете, господине Вијесаков. Ајде, да, завршите. И повторно ќе кажам, значи тоа е демократијата. Во демократијата мнозинството одлучува. Волјата на граѓаните, мнозинството јасно и гласно каже дека е за промени. И тоа треба сега само да се имплементира и да се случи. Партија од владеачката структура. Не можеш во опозиција да броиш сега. Значи, овде проблематично е поднесувањето на ДУИ. А ДУИ да не определеше да оди со ВМРО, тогаш што ќе рече дека мнозинството не можеш да речеш. Оние мислам дека вие сте последниот кој може да... Имавте шанса, бевте во преговори со ВМРО. Мислам дека кога станува збор за одење со овие или оние и со левите или десните, вие како партија сте едни од последните кои може да говорат за морал, за етика или било каква политичка линија. Затоа мислам дека да му дадеме збор на господинот Пренџов, неколку пати побара, да му дадеме збор на господинот Пренџов, повелете. Добро, јас нема да влегувам кој за колку гласал, тоа го покажуваат резултатите на последните парламентарни избори. Република Македонија е демократска држава и секој има право да си даде свое мислење, потоа граѓаните, тие што ќе излезат на избори, граѓаните одлучуваат колку ќе го валоризираат. Но има и аргументи. Аргументите викаат дека Република Македонија е парламентарна држава, што значи дека пратениците се бираат на парламентарни непосредни избори на кои што учествуваат политичките партии, кои што имаат определена програма за развој на Република Македонија. Она што е важно и што е аргумент е тоа што во последниве 2,5 години, а особено во последните 20 денови до 11 декември, кога што траеше таа кампања, сите политички партии разговараа на сите други теми, освен оваа тема која што е денес камен на сопнување.
Така што кога зборуваме за формирање на парламент, кога зборуваме за формирање на идна можна влада во Република Македонија, не треба да заборавиме дека никој во предизборието не зборуваше за било какви платформи увезени од страна, туку сте зборувавме за проблемите кои што ги имаат и македонците, и албанците, и турците, и ромите заедно. Проблемите се викаат како до повеќе нови работни места, како до подобар стандард на сите семејства во Република Македонија, како до подобри патишта, железница, болници, така натаму. Тие беа темите на кои што политичките партии добија определен број на гласови. И сега кога имаме нова дека се што се содржи во платформата се содржало и во нивната, се содржеше во нивната програма. Секако ќе има збор господинот Фетај за тоа. Видете овака, значи политичката платформа кога веќе ја спомнувате, сакам да кажам дека како прво тоа не е потреба на албанците во Република Македонија. Како второ, истата не представува било какво барање на албанците во Република Македонија. Таа нема да им го подобри животот на ниту еден албанец во Република Македонија и тоа е класичен дел од едно сценарио кое што можеме да го видиме вака од дистанца од 2,5 години, кое што се случило на Република Македонија и кое што е имплементирано од страна на домашни структури кои што практично извршиле предавство или на македонскиот народ или на албанскиот народ кој што живее во Република Македонија. Да завршам. Зборувам дека ги изневериле гласачите. Никој никого не му кажал дека определени народи во Република Македонија и наши соседи од типот на Србија, Хрватска, Словенија или Бугарија, ние сега ќе треба да ги прогласиме за геноцидни народи. Тоа се многу опасни работи кои што никој во ниту една платформа не ги разговарал. Никој во една платформа нема кажано дека треба да се промени било каква химна или грб. Ние зборувавме како до подобар живот во Република Македонија. Повелете. Па има многу работи кои ако сакаме да ги правиме проблем, нормално дека многу полесно е нешто да се руши, да се проблематизира и така, многу потешко да се изгради во таа смисла и тука ние мора секогаш да почнеме од некоја позиција во која ни се согласуваме. Јас сметам дека тука сме ние сите интелектуалци во смисла дека знаеме кои се основните столбови на што треба да почива бар државата. Во таа насока ние треба да се согласиме. Може да имаме ние различити размислувања, али правниците викаат дека најголемиот, главниот, највиш документ, политичко-правен, социјален и се, е уставот на државата. Значи, околу уставот треба да се дорегулират сите други прашања. Ако уставот во некои моменти не успее да ги покрива сите овие прашања во развитокот на државата, на општеството, тогаш нормално се пристапува и кон до усовршување. Се со цел да може тој да биде во функција на граѓаните, односно на добробит на државата. Во таа смисла, кога разговараме, ние можеме политички, колку сакаме да се надмудруваме тука, али основно начело е на ова декларација, која е сега толку постанала предмет на наводно проблем најголем во државата. Во основните начела тука пишува дека во рамките на Уставот на Република Македонија ќе се однесува сите овие кои ги наброиле политичките партии, као прво и као второ до прецизирање, односно до реализација до крај на Охридскиот договор. Во таа смисла не треба ние после 25 години во Македонија да толку да се плашиме дека ќе излезе нешто преку ноќ надвор од Уставот, кога имаме веќе оформени институции, се што треба да се надогради во државата, мора да го помине процедурата. Прво во собранието да се изгласа, па ако таму помине, во тој период ќе има јавна расправа, па ако и нешто е вон уставно, го имаме Уставниот суд, па имаме милиони иницијативи и затоа повеќе ово се употребува, јас потполно сваќам, се употребува во смисла секој сака да ги ценам размислувањата и се изненадувам. Тоа им објаснувам и на студентите понекогаш, до кога оди волунтаризмот, идејата, бидејќи ние не може да лицитираме тука со желби, како ние сакаме. Затоа што сме во заедништво, каде што треба тие основни правила да ги почитуваме, али јас би се навраќал на она што не доведе до овој разговор и до ово чувство дека Македонија е во една длабока криза во секој аспект. Основното и главната диагноза беше извештајот на Прибе. Значи, дојде поради тоа што Македонија во 5 основни столбови тогаш, како констатира тие, има ерозија. Во смисла и на функционирање, поготово основно беше на сигурносните системи, на судството и на обвинителството, медиумите и изборите како беа
организиран во минатото, на задување на демократските процеси во земјата. Тоа е оценето и дадени се лекови како да се оди напред. И сега, кога сме на финале на имплементација на таа терапија која треба допрва да почне, значи со формирање на владата, доаѓаме до вакви. Али кога е во прашање баш ово што разговараме, што еве колегата сака и колегата Ердоган вика дека турците се дежурни кривци, тој сака сега албанците као дежурни кривци. Да? Прецизни. Јас никогаш не реков дека некој е крив. Јас кажав дека Република Македонија се случи сценарио напишано во друг центар и кажав дека ние сме гајанска партија, дека имаме попецална партија албанец и ги почитуваме сите права на националистите во Република Македонија. И на албанци, и на турци, и на роми. Затоа молам да бидеме прецизни кога се апострофираме. Заврши, да. Да. И во таа смисла, значи, идејата главна е што нема апсолутно динами, ќе докаже времето. Јас сум задоволен што еве и денешната иницијатива и разрешица на кризата треба да има институционален облик. Значи во институциите ќе покаже и ќе докаже, тоа сум го рекол и во неколку наврати, дека ово што ни се догаѓа во Македонија, толка енергија да се изгуби, толки чувства на луѓето да се фрустрирани дека нема да ја бива Македонија, кога ние сме пред вратите да бидеме членка на НАТО, да бидеме членка на Европската Унија и ни престојува вистина од една тотална катастрофа која изгледа навидум дека ќе ни се догоди. Јас сметам дека на политичарите, на носителите на јавни функции, денешните се пред една финална пред големо финале, каде што може во текот на годината да се реши името, значи спорот со името, и потоа автоматски ние веќе влегуваме во едни други идеи, во едни други води и нормално да почне да функционира судството и до завршување на, што е многу битно, на Охридскиот договор. Ово што и колегата го истакна во поглед на победник со победникот и така натаму, тие се затоа ваквите друштва, ваквите држави како што е Македонија, тоа е стално едно поле на разговор, на дебати, на компромиси, али се со идеја на заедништво. Значи, државата да ја почувствуваме као едно заедничко добро, а не со тоа дека кој ќе влезе во власта, тој ги има сите бенефиции и потоа со полугите на власта ќе го уништи другиот. И уште ова да не останам, дозволете Сакам да направиме една мала пауза, да погледнеме еден прилог како се подготвува собранието за да ги прими пратениците за неколку дена. Ако ми дозволите, Ајде, повелете, една минута со колегата, почитуваниот колега, во смисла на турското царство и сето тоа, ние кога се разговара, значи, за царствата, за минатите империи, не се разговара за народот, туку за режимот. И ние не треба да се идентификуваме со негативните последици што ги имало. Личните фрустрации можете дома да направите, ама јавно да кажете, да осудите сега, навистина непримерно е. Нарешуваат турско-албанските односи. Нема врска тоа. Ако нема врска, слушајте што кажете. Слушајте што кажува. Не влегувам во тоа што го рековте вие дека наводно за турците и така, не. Тоа е голема невистина. Да, али јас сакам кој се прикажа да го побијам, тоа не е точно тоа. Тие се империи кои не може да се мерат со демократскиот аршин, немат никакви елементи на демократија, на почитување на луѓски права, на да кажеме на равноправност и така. Тоа е едно минато. Тоа тоа е минато. Да, таму шеријат како нема, има целосно луѓски права, заштита на човекови права. За една куса реплика се јави господинот Пренџов. Да му дадеме шанса на господинот Пренџов за една куса реплика, па ќе го погледнеме прилогот. Ке продолжиме потоа. Благодарам, само кратко, значи професор, да бидеме прецизни. Со Прибе не почна кризата. Прибе се случи во мај втора половина 2015 година, а кризата во Република Македонија почна година дена и 2 месеци порано. Што да бидеме прецизни. Второ, од септември 2015 година, веднаш по извештајот на Прибе, како предточка на секоја седница на владата на Република Македонија се итните реформски приоритети. Тоа да го затвориме. Второ, рековте дека Република Македонија е пред вратите на Европската Унија. Само ќе ве потсетам дека согласно договорите на Европската Унија до 2025 година нема ниту да се разговара за проширување на Унијата. И трето, спомнавте вака дека определени политичари се однесуваат ноншалантно и кажуваат определени работи со леснотија. Исто како вие сега, дека ние се наоѓаме пред вратите на Европската Унија, ми само треба да го смениме името и тоа сега се заврши. Тоа однесување не е во ред.
Режија, ве замолувам за прилогот за подготовките во парламентот, за подготовките во зградата и околу зградата за прием на пратениците во парламентот. Неколку мајстори ги засилуваат решетките на прозорците од подрумот и ги заваруваат. По неколку минути пред зградата беа растоварени од 2 камиони металните огради кои се користат како барикади за ограничување на движењето на луѓе во одредена зона, но најчесто за протести. Ова се случуваше 2 часа пред доаѓањето на секретарот на СДСМ Оливер Спасовски, кој ги предаде 67 потписи за продолжување на конститутивната седница на Собранието. Спасовски рече дека политичките партии се уште немаа дискутирано за тоа кој ќе биде избран за нов претседател на Собранието, со што се очекува да се отвори патот за формирање нова влада. Како представнички орган на граѓаните на Република Македонија да почне да функционира затоа што и мора да работи и да функционира во интерес на државата. Прв чекор е изборот на претседателот на Собранието, кој што ќе го трне и последниот неразумен аргумент на Иванов, кој што е должен да го даде мандатот. Штом беа предадени потписите до собраниските служби, се огласи ВМРО ДПМН. Од седиштето на оваа партија се јави Илија Димовски, кој уште еднаш обвини дека Оливер Спасовски го заживува заедничкиот документ на партиите на албанците во Македонија од неговата партија нарекуван тиранска платформа. Начинот на кој што ќе настапи ВМРО ДПМН по повод иницијативата во овој момент не би можел и не би сакал да ви го соопштам. Тоа практично е почеток на реализација на платформата од Тирана. Така ја коментираме нивната иницијатива. Еден час пред крајот на работното време на собраниските служби, претседателот во заминување Трајко Велјановски одлучи во вторник во 12 часот да се одржи координативна средба на парламентарните групи. Тогаш треба да се потврди составот на комисијата за избор и именување, пошто се очекува да продолжи конститутивната седница, започната уште на 30 декември минатата година. Се враќаме во дебатата во телевизиското студио на ТВ21 Клик Плюс. Со нас се гостите господинот Ердоган Сарач, господинот Пренџов, господинот Доко и господинот Фетај. Ако дозволите на реплика мала на господин Фетај, да. Повелете, јас не знам само реплика во врска со што, во врска со претходната дебата. Во врска, јас навистина, ние се познаваме давно, 25 години повеќе, навистина се цениме и овој оптимизам ме радува мене. Вака, меѓутоа состојбите во Македонија се такви. Еве гледаме собранието се подготвува за секакви прилики. Може ова насока нешто да. Се подготвува и за работа администрацијата за прием на пратениците, но и некако се обезбедува, па дури се тука се растоварат огради за евентуални протести. Значи зборуваме во иднина, значи како ќе се деси ако се остави влада во овој состав како сега се договара, значи од една страна да бидат дел од македонците и сите албанци заедно да се власт. Не. Дали тоа во иднина не отвара простор кога ќе победи една македонска опција, да речеме, со повеќе од 62 пратеника, да воопшто ги остави сите албанци во опозиција, да не зема воопшто за влада. Значи може и вака ипотетично прашање да се поставува. Не е добро. Не е можно. Плюс сега огромното мнозинство на турците гласа за коалицијата за Македонија. Ромите исто така, власите исто така, бошнаците исто така, србите. Ние што сме победници меѓу нашите етнички заедници, ние ќе останеме сега во опозиција. Навистина, од тие причини сметам дека блок исто така е многу широка коалиција, е разнородна. Се со минорни екипи, спознато е, мислам, навистина на терен тоа се покажува. И обично во политиката им се дава шанса. Во таа смисла на зборот, значи, навистина и ова влада колку да биде вака создадена, навистина нема долг век на трајање. Не верувам ја дека овие реформски задачи што има од агендата на Прибе дека ќе се реализира, зашто и другата страна навистина ќе води сметка и за својот рейтинг, те разбира. Да го слушнеме младиот колега од другата партија на турците. Доврзам на тоа дека значи се направи на
паралела дека во нивната коалиција има некоја мултикултурна слика, дека некоја шаренило постои, но реалноста мислам дека воопшто не е таква. Не е доволно е да ги разгледаме само сликите, видео записите уште од времето на политичките кампањи на коалициите и мислам дека се станува јасно. Од една страна имаме едно сивило, каде што има типизирани ликови, буквално ликови кои воопшто не се за соживот, воопшто немаат почит кон другиот, а од друга страна имаме една коалиција во која сме и ние, каде што владе едно шаренило. Имаме македонци, албанци, турци, роми, бошњаци, мажи, жени, млади, стари, значи едно ткиво кое ги соединува сите клучни фактори во една земја и затоа ние сме граѓанска опција. Значи ние не се служиме со и овие протести што сега се одвиваат 19 ден и тие велат дека се обединети, дека разнороден е составот и дека се залагаат за заедничка Македонија. Кој за каква заедничка Македонија се залага? Значи многу е трагично или комично, не знам, бидејќи најголемите трагедии потекнуваат од комични ситуации. Многу е комично да некој да разговара дека сака заедничка Македонија, а од друга страна да биде затворен за сите, да има предрасуди, да живее во едно црнило. Значи не можеме ние во 21 век, во еден современ свет, во едно мултикултурно општество кое тежне кон демократија, кон Европска унија, кон тие вредности, се уште да размислуваме со средновековни мозоци. Како го толкувате тоа што многу ваши колеги, уметници, пејачи, музичари, од драмскиот, од театарскиот живот се најдоа во редовите на овие протести и тврдат дека се залагаат за заедничка Македонија? Сега тоа е еден процес кој веќе трае подолго време. Знаете, секој режим се служи со одредени инструменти. Тоа прво подразбира да се владее со медиумите, да се владее со уметноста, со јавните институции. За жал, многу е поразително во Македонија тоа што се случува меѓу сферата на уметноста и културата. Во развиените општества, во развиените средини, обично актерите, режисерите, уметниците се тие кои се за промени, носат прогресивни идеи, се залагаат за заедништво, за мир, а не за тензии, не за предрасуди, не за шовинизам. И јас ги разбирам одредени луѓе кои сега се во таква доедена во таква ситуација, ако се каже на некој фаустовски начин, кога ќе ја продадете душата на ѓаволот, ќе дојде момент кога треба да се соочите со тоа и сега тие се соочуваат со тој момент и сакаат некад се вклучија во една црна игра, во една игра која е дегутантно и мене ми е многу чудно како е некој ден истите тие актери и други уметници ќе застанат на иста сцена со некој актер албанец, турчин, можеби од друг континент, од друга раса, значи тоа е крајно дегутантно и тотално лудина, би рекол Монти Пајтон. Господине Пренџов, сметате ли дека ќе продолжат протестите и натаму, еве со враќање на пратениците во парламентот? А денеска слушнавме едно барање од протестите дека бараат од новиот спикер да ја осуди, да ја отфрли платформата. Тоа на еден начин практично значи признавање на новиот спикер, признавање на мнозинството што ќе го избере новиот спикер. Прво, пред да почнам вака, не можам да се созивам, ми е чудно вака од млади луѓе такви тешки збори и обвинувања, мислам. Врска со протестите, јас сум еден од оние кои што ги поддржува и кои што скоро секој поподне го поминувам заедно со луѓето кои што протестираат. Таму имате луѓе практично кажано од 77 години, имате луѓе, тоа сите обични луѓе, луѓе дојдени со своите семејства на тие протести. Тоа се практично луѓето кои што се чувствуваат излажани и кои што се чувствуваат предадени. Таму имате повеќе од 30% гајани кои што својот глас го дале за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Таму имате многу турци, роми, има и многу луѓе кои што се албанци кои што живеат во Скопје, кои што така не се согласуваат со тоа што се случува, кои што сметаат дека Република Македонија во општествените дебати треба да бидат други теми кои што се продуктивни и развојни, а не овакви ретроградни платформи кои што служат за провокации.
Таму има многу уметници, многу спортисти, великани во македонската уметност и спорт и јас не можам да се начудам на оваквите ставови. Очекувам протестите, ако направите анализа, ќе видите дека највеќе граѓани излегуваат во Скопје, Велес, Штип, Прилеп, и Битола и Охрид. Односно, тоа е бумерангот. Тие се градовите каде што Социјалдемократскиот сојуз зема нереално висок процент на гласови на последните избори и онаму каде што највеќе луѓето се почувствуваат. Процентот на гласови кои што се да самогласуваат во тие градови кои што ги спомнувам. Осмислување на очекувањето од албанците се рад. Значи не зборам јас, не ги делам на заштита на македонци, албанци или било што, ги делам на бидејќи анкетите покажуваа нешто сосема друго. Тогаш анкетите Онаму каде што може би луѓето се биле чувствуваат најмногу излажани, таму излегуваат во најголем број. Така што очекувам овие протести бидат се помасовни и многу е легитимно да она што се бара од собранието и од било кој што би го изгласале како председател собрание или било што друго, да отвори таа платформа. Инаку да се разбереме, согласно позитивните прописи во Република Македонија, председател на собрание може да се избере и тоа не е спорно. Она што е спорно за да се избере нова влада која што практично нема уставни надежности, уставни механизми и процедури тоа да се случи. И ова собрание, отприлика тука со таа наредна седница, отприлика би му завршил мандатот со собствените надежности кои што ги има согласно Господине политичката Фетај, ако ситуација. ваков развој на настаните еве предвидува овој политички блок, каде ќе стигнеме за една недела? Па ние треба да бидеме сретни, што имаме среќа, дека се наоѓаме во Европа, дека Македонија не е изолиран остров, па сме сами као држава тука и што сакаме правиме внатре, бидејќи немаме традиција толку долго во изградба на институциите, што го вика и Фукујама во смисла на изградба на државата, па и другите автори во таа смисла, ние ги имаме, само предолго траат тие болки околу успостава на компетентни одговорни институции кои ќе работат според уставот, според законите, ќе има механизми на контрола и така натаму, и таа среќа се состои во тоа дека внатре да сме изолирани, сигурно нема да излезевме, кој 2001 од нашиот круг, на жалост, тоа е така, изгледа тешко оди со надминување на емоциите и на желбите. И среќа е што во вторник ќе дојдат еве господата од Европската Унија, во смисла на она што рековме дека тие не оставиле, малку се оддалечиле изгледа во овој период, па не се толку присутни као што би требало по мене да бидат представниците на меѓународната заедница, како што беше пржино кога се донесе и така натаму, а инаку ние може да дозволите, можете сега ме посетувате на 11-та теза околу Фойербас, значи сите филозофи на различит начин го тумачиле светот, али се работи како да се промени тоа. Во Македонија главната, основното е тоа што е еден од карактеристиките на демократските системи, е тоа миролюбива промена на власта. Поминување од позиција во опозиција. И сега тоа ќе очекуваме да се догоди, затоа нормални се разговорите, дали е тоа легитимно, легално мнозинство и така натаму, али со оглед на тоа дека се договориле сега 67 пратеника и тука значи го има и легалитетот и легитимитетот со сето почитување околу ова што колегата го вика дека државата е загрозена многу, значи во темели од размислувања во поглед на декларацијата на албанците, иако никој не го слуша тоа, со денови се зборува дека тоа е дел од уставот во рамките на Орискиот договор, дека тоа е срочено во Скопје, самите автори на тоа викаат и ДУ и ДПА. Беса вика, ние седнуваме заедно на маса, не се на еди рама у Албанија. Затоа прифативме се видиме со ДУИ, така да бидеме прецизни. Добро. Да. Господине Докој, имавте само кратка реплика. Воопште значи не е битно туку идејата надвор од државата. Па тоа тие се разговори каде год да се обават, битно е што содржи. А уште не излезе ни еден правник сериозен, бидејќи јас ги следам конституционалистите и да тоа да го оповргне дека ќе има уставни измени. А уставните измени кај се догаѓаат на улица? Па тука ќе треба да имаме процедура во самото собрание, да се собере двотретинско мнозинство. Значи во таа смисла јас го сфаќам сите тие емоции, ги почитувам, тоа е демократско право сериозно на излив. И жалам што толку вистина, пак поновувам, толку енергија, а пак тоа ќе се заврши во Повелете, господине Докој, кратко, прво побара реплика господинот Докој. Околу
протестите, колегата Пренџов кажа дека ги поддржува и учествува во истите. Јас имам почитување на различни мислења, тоа е демократско право да се протестира, но не знам како се залагат за заедничка Македонија, како што истакнува и самиот, кога излегуваат со одредени пароли дека се за чиста Македонија. Некој нека ми објасне, само да завршам. Што значи тоа чиста Македонија? Значи, за каква чиста Македонија говориме? Од друга страна, дали ќе постигнеме заедничка Македонија со тоа што ќе тепаме новинари? Дали ќе добиеме заедничка Македонија кога користиме говор на омраза? И ајде да ја анализираме иконографијата на истите протести, да ја видиме таа иконографија дали соодветствува со тоа што викате дека е прогресивна таа идеја за заедничка Македонија. Дали се дожува дека таму се луѓето присутни за заедничка Македонија? И Само знамење има од иконографија, друго нема. Па мислам дека Народот на Македонија. многу работи не сте виделе тогаш. Сигурно. Наистите. А вие не одите ги знаете. Истата иконографија Ви беше кажале, добро. присутна и на митинзите. Видовме со што веќе не излеговте. Значи, тоа се некои слики кои навистина ме поразува мене како млад човек кој живее во Македонија и припаѓа на друга етничка заедница и до тој степен да се симнеме да имаме омраза кон се што не е од нас. Значи, тоа мене ме поразува и навистина жал ме што во Македонија се уште постојат такви средновековни мозоци. Господине Сарач, Многу автентично. Ова различно гледање на иконографијата на протестите е само резултат на посткризниот период. Кризата не почна со тоа, не почна ниту со платформата, не почна ниту со Прибе. Прибе беше еден од лековите за излез, односно на роудмап што викаат за излез од кризата. Зошто после 25 години демократија овде не се разви политички морал, политичка етика и одговорност за понесување на грешките, онака како што тоа се случува во западноевропските развиени демократии, кога еден политичар ќе биде фатен во дело на проневерување на јавните пари, да се повлече, да поднесе оставка, да признае, да врати и така натаму. Што е со политичкиот морал во сите овие години? Многу, навистина, многу значајно прашање. Многу. Меѓутоа, вака, дали може да подвлечам неколку реченици, значи, кризата во Македонија беше политичка и економска. Сакале, мои пријатели албанци да признаваат или не, платформата дополнително ја послужи ситуацијата. Ајде да зборуваме за тоа пред платформа. Да, вака сакам да речем. Сега, бидејќи тоа се услужи ситуацијата, имаме вакви сега поправки, да речеме, беше комплексиот систем. многу сложена и пред еден месец, неочекувано, затоа што овие долго години биле заедно на власт, се познаваат добро, се соработуваат одлично, така да тоа не се очекуваше. Тајмингот не беше баш многу среќно избран. Ние многу пати тоа кажавме, нема да повториме. За сите нас неприфатливо е бинационална држава. Значи, само едни да се фаворизираат, а другите на сметката на другите да заостануваат во сите сфери од општествениот развој. Тоа некому одговара, некому не одговара, и тоа вака види како милеем одлично во разговори. Ако може на овој оптимистски начин да се разбираат врз основа на аргументи, на докази, тогаш многу лесно е да се дојде до решение. Јас се надевам дека и вие политичарите седнувате и така разговарате. Ние не сме тие што решаваат. Ние само се одстрана гледаме и се разбира, оценуваме. Меѓутоа не значи дека ние немаме не свое мислење. Јас не би рекла дека малите партии не се никако факт. Не, никако, не прифаќаме тоа воопшто. Меѓутоа за жал таму каде што треба да влијаеме не сме присутни. Сега ова за моралот на политичарите е многу значајно. Значи Низам и Милк во турските документи има една книга кој мора сите политичари и оние што се занимаваат со државни работи, мора да го прочитале најмалку 10 пати и да се однесуваат така. Да се однесуваат така. Им познат е примерот, да речеме, на Фатих Султан Мемед, кога оди пред судија, царот оди пред судија и судијата Фатих исто така по име, му вика, бидејќи навистина неоправдано си нанесла штета на мајсторот, треба да се иче раката. И овој пружа раката ги.
Вика, види вамо. И ти да не досудеше како што треба, како што вика правдата, частаре свој Боздоган ќе ти растори в главата. Значи, во таа смисла на зборот, ние мора сите политичарите да бидат љубимци на правото, на правдата, да институциите на системот мора да имаат капацитет да одговараат на сите потреби на граѓаните, треба да тоа го бидат слушаме вистинска со години, смисла на но зборот, зошто се сервис случи на граѓаните. ова што се Ние случи, да вика, не Емиле, се љубимци баш на Не, право? па за жал, значи во карактерот на, видите вие јавно лажат пред сега, двете страни јавно лажат. Едни викаат имаме договор за се, другите викаат не е точно. Другите викаат да, треба уставот да се следува, видите од иста политичка преминенција потврдуваат дека комплетниот договор од тоа шеде е прифатен. Господине Фетај, што се случува со моралот, политички? Тоа е морал, тоа е морал. Другата страна слуша таму дека не го кажува вистината, молчи не му одговара. Не може така. Со одговорноста, со етиката и одговорноста. Вие ја споредивте, рековте дека е среќна околно што Македонија е во Европа, меѓутоа многу различно е однесувањето на политичарите на западниот, северниот дел од Европа и овде на југот. Југо-истокот. Па, нажалост, имавме прилика и да слушнеме разговори како изгледаат кога договарат во поглед на судството, во поглед на изборите, во поглед на многу работи и така, али затоа во политиката треба да има политичка одговорност, али кога разговараме за кривични одговорности, тука е столбот на демократијата, независноста на судството, судската власт. Тоа е оној коректор во главном на општеството, бидејќи луѓската природа, човекот по природа сме склони на така, емоционални сме суштества, да кажем. Али во Македонија се надевам дека ова голема криза, кога ќе се надмине, кога ќе се вратиме во нормалните токови, што многу брзо може да се следи тоа, во смисла на реализација на специјалното јавно обвинителство, бидејќи меѓународниот фактор и нашите политички партии докажаа разум, кога 111 пратеници во собрание го изгласаа функционирањето, иако сега политички се интерпретира поинаку, али тие се процедури кои допрва, значи се покренуваат, па ќе се аргументираат во судот, па ќе се докаже... Дали сте оптимисти во врска со работата и на специјалното јавно обвинителство, со продолжување на работата во некаков облик и со резултати од истрагите што се покренати? Па мислам дека ние немаме други зе. Ако одиме само политиката и политичкото одлучување да биде изнад се, тогаш ќе одиме ние во деспотски држави, во режими каде што нормално политика одлучува во сите сегменти, значи, а ние живееме во општество каде што инсталираме според уставот поделба на власта на законодавна, извршна и судска власт, иако тие се испреплетени едни со други, и плюс на тоа ово што го разговараме сега, изградба на едно мултикултурно општество што е еден нов предизвик на функционирање на либералната демократија, како едно збогатување на сето тоа, али пак доаѓаме до правдата, до одговорноста, до почитување на правилата кои ќе вредат за сите. Ние имаме заедничка држава, ние имаме заедничко општество, уставот е заеднички на сите нас, законите се заеднички на сите нас. Секако да видиме младите политичари каков е ставот во врска со потребата од реформи во правосудството и правда за сите, односно еднакво за сите. Ке се вратиме, се извинувам. Преска барав реплика, затоа ќе искористам уште преходниот круг да се земам правото на реплика. Че прво, професоре, да се разбереме, ја никогаш не разговарам со емоции, разговарам со аргументи. Исто сум јас политиколог колега, така да прилика нема тука за какви емоции разговараме, мораме да разговараме за аргументи и за тоа како политички работи се поставени во Република Македонија. И многу е тешко да се бранат криво поставени политички работи, се аргументираат со други аргументи. Второ, спомнете Европската Унија, треба да знаеме дека Европската Унија доживува големи потреси внатре во самата Унија. Веќе Брекзитот излегувањето на Британија веќе заборавена работа.
знаете Дали дека тоа ја да прави завршам само некредибилна во молам. вашите очи? Не, ако ме слушнете дека знаете што сакам да Секако кажам. продолжете. Значи, сакам да кажам тоа дека Лепен води со повеќе од 5%, тоа се неколку милиони гласови во Франција, така што прилика сметам дека Европската унија не е толку многу вперени очите во Република Македонија како прво и како второ, што го знаеме сите, што го читаме во сите странски медиуми, тоа дека Европската унија, односно државите членки кои што се очинуваат, имаат консензус дека немаат консензус за балканските прашања, бидејќи секоја држава членка има посебни интереси на Балканот. Затоа не можете вие да кажете меѓународната заедница. Ако дојде било кој евродипломат, тој кого представува? Италија и Холандија или Австрија и Унгарија, бидејќи тие држави се членки на Европската унија, имаат сосема диаметрално спротивни ставови кон македонското прашање во моментов. А унијата знаете дека функционира во основа на консензус. Сите мораат да бидат согласни и многу медиуми во Република Македонија прават спинови дека Европската унија ќе реагирала вака или така. Она што Европската унија го нуди во Република Македонија е советодавна улога која што ние, кој што ја сочинуваме оваа политичка фела целосно, тоа го почитуваме. Понатаму, спомнавме дека треба да се внимаваат со изјавите. Сакам да апелирам дека во Република Македонија во последниве недела дена ние имаме политичар кој што за жал представува граѓани во Република Македонија, тоа е господинот Зијин Села, кој што се труди како да е во мртва трка со сам себе, што поголема глупост ќе каже наредниот ден, така што слушнавме ние од човек кој што е член во Собранието на Република Македонија дека македонците се народ без идентитет, дека ја сме постоеле, дека ќе се брка луѓе од работа, така натаму. Мислам дека треба многу да се внимава на тие изјави, затоа што ние политичарите седнуваме многу често на маса и разговараме и за определен временски период ќе се договориме. Она што го оставаме да му го кажете тоа не му директно, да не зборуваме во Република Македонија. Не, тоа е многу важно, тоа не е спрема него. Тој остава лоша енергија помеѓу граѓаните, а тие немаат комуникација колку што имаме ние секојдневно. Да, така има реакции на неговите од тој аспект изјави, очекував барем да бидеме и тука коректни. Го спомнавте СЈО. Видете, во секоја нормална унитарна држава имате едно судство, едно правобранителство, едно обвинителство, едно собрание, една влада. СЈО за нас како политичка партија, тоа сме го аргументирале и сме го покажале и се покажало дека е вистина. СЈО е неуставна категорија и ние не можеме да очекуваме од производ со фабричка мана да имаме успеси. Ќе ве потсетам дека основната задача на СЈО беше да ни кажат кој, зошто, на кој начин преслушува во Република Македонија. Знаете дека таа ги ослободи и Верушевски и Зоран Заев, пред пуч пропадна, и да видиме дали имало голем криминал во Република Македонија направен од страна на високи владени функционери. Во јавноста се зборуваше дека се земени 16 милиони долари од кинезите, не знам колку милиони евра од израелците, дека објектот Космос на Фијат Цановски е нелегално срушен. Ние од тие крупни случаи немаме ништо. Ние имаме моментално Еведеноиве, човек кој што му е досудена мерка притвор за прекршачна пријава ради наводно фалсификување на документи. Срави за господинот Сејат Кочан, што воопшто не е кривично дело, туку е прекршачно дело. А што работел во тендерот, она што можев да го видам во медиумите, дека имало 6 фирми, тој дал најдобра понуда, најефтина и работата ја извршил. Од друга страна, ако му дозволите да завршам, ако не ќе прекинам, не е проблем. Од друга страна, денеска во обвинителството имаме случај во кој што лидерот на полицијата господинот Зоран Заев е обвинет по 100 пат во Република Македонија, само ќе посетам дека тој е аболициран. Една што не е тоа толку многу важно, дека се води спор за тие 200.000 евра, никако се закаже, дека имаме една улица на 4 фирми делена, а иста фирма ја добива 4 пати се плаќа таа улица. Ова што е денеска најново, а ќе ги види доказите следната недела, имавме прилика да видиме тоа дека имаме злоупотреба на средства во изборна кампања, што значи дека кога тој се фалеше дека по 500 автобуси се носени во Скопје, тоа беше вистина, имаше митинзи по 20.000 луѓе, тоа кошта некаде околу 300.000 евра, такви митинзи имал нешто повеќе организирано, 3 или 4, така да што отприлика има нов скандал вреден 1,2 милиони евра. И кога ќе видиме следната недела како ќе се одвива, јас не сум баш и сигурен дека господинот Зоран Заев и на било кој начин би добил мандат, бидејќи мислам дека има голема можност да заврши во притвор поради ова последното дело.
Протаму, да, согласувам дека Република Македонија треба да биде мултикултурна држава, тоа и 2-3 пати го споминав во моите излагања, и затоа сметам дека треба да бидеме многу внимателни. Никој нема никакви желби, никакви потреби. Република Македонија е интегрирана држава. Од 2001 година наваму од рамковен договор беше оценет на највисоко ниво. ДУИ беше 8 години во владата на Република Македонија, беше добар рамковниот договор. ДПА беше 2 години во владата на Република Македонија, беше добар рамковниот договор и добивме 9 позитивни препораки за членство во Европската унија. Токму тоа е мултикултурна Македонија. Ова сега е спротивно. Колку извештаи, господине, добивме со наброени недостатоци на задувања во демократските процеси на Македонија во смисла на слобода на говор, медиуми, судство кој треба да се реформира од корен, однесување на политичарите, запоставеност на слободите на разни групи во затворите и така натаму. Македонија постојано тоне во извештаите на меѓународните организации. Како тоа го толкувате? Тоа е ваше мислење, нека одговорам, не е проблем. Не е тоа моје мислење, јас само ве посетувам на извештаите што ги добиваме за напредок на Македонија. Ако Република Македонија нема напредок и ако постојано тоне, нема да добие позитивна препорака за членство во Европската унија. Извештајот на Европската комисија секогаш содржи се повеќе и повеќе критики. Извештај спрема секоја држава, тоа не се критики, тоа така се представуваат како критики, тоа се определени слабости кои што се наоѓаат во системите и се даваат од страна на Европската унија. Потоа, владата на Република Македонија преку собранието и другите надлежни институции работи по тие критики. Потоа може ќе има нови критики и така натаму, определени се затвораат, нови се отвораат и тоа е тоа е жива материја. Дали како и тоа е слабост природен само процес. можеме да го толкуваме паѓањето на ако вие како држава рейтингот на медиумите од 30 и некој место на 130. Верувате ми, ако вие како држава тонете од година во година, нема да имате 9 години поред позитивни извештаи за членство во Европската унија. Дали се согласувате? Значи, ако може една реченица за овие собирите, протестите. Исконско е право на секој граѓанин, ако смета, особено на македонците, ако сметат дека им е загрозена татковината, да демонстрираат. Мислам, тоа право не може да оспори никој. Особено вакви квалификации, значи за жал овој артист, овој што знам ја професор, што е, тие се нивни лични мислења и мислам дека тука поприродно, пообјективно, поискрено не може ништо да биде. Затоа што досега не очекувавме такви луѓе да доаѓаат таму и да зборува. Зашто? Тие сметаат дека навистина е загрозена некоја позиција како нација, да речеме, нивна, а сакаат да биде, и тие признаваат дека Македонија е мултинационална, мултикултурна, мултиверска и така натаму, и тука нема ништо при ни. Не знам како може да оспорува. Тогаш и сите други ќе оспоруваат шарената револуција. Зашто? Што беше намерата тогаш? Да владее правото, да биде правна држава и да се развијат демократските капацитети на институциите на системот. Така да, ние треба да се занимаваме со причините зашто се протестира. Значи, ако бевме добри политичари, ако све предвидевме на време, ако со овој тон, со ова разбирање, можевме да придеме на секој проблем, тогаш наистина вакви последици не можеме да имаме. Ке имавме другачие разбирање и другачие развој на настаните. Што се односува до Европската унија, јас навистина, иако сум бил секојаш голем оптимист за соработка со сите, особено соседни земји, со Европската заедница, со сите структурни безбедности во светот, со Соединетите Амерички држави и со двата стратешки партнера Турција и Америка, се разбира, меѓутоа последно време, мислам, очигледно Европската унија има двојни стандард. Сега, не може никој да рече дека помалку квалитет имаше во Македонија или помалку Македонија исполни условите од Романија или Бугарија. Романија и Бугарија не исполнија повеќе од Македонија условите. Меѓутоа, заради стратешки цели на Европската унија, тие беа примери пред да завршат овие реформи тама. Така да доколку имаше политичка волја, ние бевме првиот, нели, бевме оаза на мирот во регионот, нели? Бевме секако, да, и бевме доста понапред во тие имавме и доста значајни резултати во многу соседството. области. Тие да имаше добра волја во Европската унија, се разбира, ние досега ќе почнеме преговорите и веројатно 15 поглавја ќе поминевме.
Зошто сметате дека нема добра волја само кон Македонија? Нема добра волја, може да се каже многу причини. Како главни причини што вие споменувате, секоја година што имавме извештаите на Европска комисија и некои работи се споменува како позитивно, тие исчекори беа многу мали, меѓутоа имаше многу негативни појави. Да речеме во областа на медиумите за заштита на човековите права, работата на институциите, на системот, сервис на граѓаните во локалните самоуправи, чак и за некои заедници се споменува и ромите и турците дека не се соодветно третирани, све тие постојат. Тие извештаи понатаму не се завршени таа процедура. Меѓутоа, доколку имаше добра волја, сметам, затоа што видите вам, јас се сеќавам и кога се сеќаваме со Филе, тие сите заминуваа. Добро рече, ние треба да бидеме свесни, нашиот дел од работата да овде завршиме, да така да има помалку интервенции. За жал, бидејќи ние тој товар не го носиме соодветно, државнички не го носиме, за жал вака не се дешаваат работите. Сега, јас ќе повторам, значи, за нас турците е најважно да владее правото во Македонија. За сите е особено за да нас. Ние немаме друга верба освен во правото и да во системот правната држава да функционира, да можеме нашите права и слободи се разбира и да ги заштитиме и да ги уживаме соодветно без некој посредник. Господине Фетај, што очекувате од новата посета на комесарот за проширување Ханес Хан, со уште неколкумина дипломати доаѓа од Брисел? Неколку пати тие предупредија дека овде има и влијанија, не само во Македонија, туку во регионот, и влијанија од големите сили, кои веројатно кога ќе насетат некој простор со слабости, се обидуваат да го приграбат на некој начин или да влијаат, а освен големите сили светски, овој пат се слушна и за турско влијание. Па така е современиот свет, во време на глобализацијата, интересите, позициите и така се менуваат, али малите земји како што е Македонија, и според територијата, и според становништвото, и според нашиот капацитет, повеќе сме ние под влијание, значи, на тие промени, отколку да сме ние кои ќе ги промениме тие токови, али затоа основното е ние да изградиме внатре стабилна држава, стабилни институции, едно разбирање на доверба, чувство на заедништво. Мене ме подсетува колега да цело време сака некои анализи во микроплан, лево, десно. Мене ми доаѓаат две големи пароли во Македонија во минатото. Едната беше во смисла кога беше територијалната поделба на Македонија 2004. Исто се подигна голема прашина, кантонизација на Македонија, проблем ќе биде, па имаше референдум, па главна парола беше тогаш некои прашања не заслужуваат одговор. Потоа излезе во некои проблеми за татковината се работи, па излезе контрабарола на тоа, за парите се работи, не за татковината и така. И сега ја се враќам на 11-та теза на Фойерба. Не го подценувам кризата, бидејќи сложените општества како што е Македонија секогаш се склони кон кризи, али тие кризи затоа се демократските институции, да се тоа среди во демократските институции, децентрализацијата, многу проблеми на граѓаните на локално ниво не стигнува до центарот сега. Ако имат проблеми со водата, во Гостивар ќе демонстрираат. Ако имат проблеми со нешто друго, со канализацијата, ќе демонстрираат во Кичево, во Струга. И затоа, значи, државата на некој начин се приближува до граѓаните. И во таа смисла јас се надевам дека, пак се враќам до 11-та теза на Фойерба, да се промени. Идејата е како да дојде на миролюбива промена на власта. Инак уставот е тука, собранието е тука, судството, значи сите елементи ги имаме, постулатите. Ние сме демократска држава, либерална држава со сите елементи. Сега тие кои ја имат одговорност од граѓаните преземено, треба да бидат поодговорни, почувствителни, и она што го рековме на почеток, секој треба да се соочи со своите постапки. Ако нормално секој одговорен политичар во одговорните земји, тоа што разговараме, и во најмало сомневање околу неговите, да кажеме, девијации или во спротивно со законот,
тој доброволно ќе оди да го докаже невиноста, дека тој не е крив и така. Али затоа сме ние земја во Балканот, затоа сме во транзиција и во поглед на разноразните интереси кои рековте. Без оглед на тоа Македонија колку год да изгледа дека дали одиме западно или источно, и тоа е дефинирано. Од 93-та Собранието на Република Македонија донесе декларација дека основно идеја на Македонија као концепт државен е учленување во НАТО и ние со спорот со Грција, еве најавувањето на Грција од 2008 за името, веќе и пак е поновено од страна на НАТО дека ако го решиме спорот и се надевам дека ќе се најдат сили, тоа е многу сложено прашање, да се реши тоа. И ако го подценуваме проблемите што ги има Европска Унија во ред, ги има и Соединените Америски држави, али од позиција на Македонија многу ни е битно да ги следиме нивните вредности, нивните начела. Јас кога разговарам за Европска Унија, разговарам за функционирање на правната држава, на согласување на идеите кои се внатре, не во смисла дека тие ќе ни бидат некои кои нас ќе ни искористат, па ќе дојдат тука, не знам, ќе ни наредат нешто. Во таа смисла и да се дозволи сега, ти заврши колку сакаше зборуваше, дети него. Сега, во прашање доаѓањето во вторник, значи на високата делегација од 4 сериозни луѓе на Европската Унија која представува преку 400 милиони граѓани, значи една организација најуспешна во смисла на 20 и неколку држави, мислам дека многу сериозно ќе разговарат да дојдат до сршта на идејата дека ова граѓаните што се еве по улиците, што протестират и така натаму, да го апсолвират, колку има реалност во тоа, колку е тоа вистина за државата опасност и ќе го лоцират. Ние не сме, реков, некое друштво кое немаме никакви можности за реализација, има механизми, затоа е собранието, затоа се дискусиите таму и сето тоа. И јас се надевам дека позитивно тие ќе реагират, као и тогаш кога беше со аболицијата, ако се сеќават со законот за и потоа се повлече, пак се продолжува. Мислам, тие сериозно ја сваќат можноста Македонија да еве одиме уште понатаму во ескалација на кризата. Господине, дали вие очекувате ваков развој, да се предомисли шефот на државата, да го даде мандатот, дали гледате, дали сте оптимист околу евроатланската интеграција на Македонија, како што рече господинот Фетај, очекува до крајот на годината да биде решен спорот со името, па да одиме понатаму? Повеќе од јасно е дека определбата на Македонија е Европска Унија и евроатлантските интеграции. Исто така и турците во Македонија во повеќе наврати го кажале истото. Значи, ова не го говорам лаички, туку тргнувајќи од факти, заради тоа што во минатиот период доста пати ние како партија организиравме конференции, истражувања, анкети и јасен е ставот на турците дека сме за Европска Унија и евроатлантските интеграции. Дали ја гледате Македонија како дел од Европска Унија во некоја блиска иднина или не знам во следната деценија или младите од Македонија во Европска Унија? Не само како географска определба, ние и како менталитет би требало да припаѓаме во Европска Унија и како вредности и како функционирање. Тоа што ние ги изгубивме златните години, да кажам, за нашите генерации, што многу наши врсници замина во странство, можеби според некои статистики нели на Светска банка се над 600.000 граѓани, е секако нешто што е голем хендикеп за Македонија, но секоја грешка треба да се увиде и да се извлечат поуки од тоа. И веќе мислам дека немаме време да губиме на непотребни работи, немаме време да дозволиме одредени политичари да ја држат државата во заложништво, од друга страна да вршат криминални действија за да стигнат до лични бенефиции. И сега е вистинскиот момент, а јас ја осеќам и таа енергија меѓу граѓаните дека сакаме промени, сакаме да одиме напред и веќе да не бидеме само лошиот пример за европјаните или за Западот, туку да ги представиме нашите позитивни страни, а ги имаме многу. Верувам дека имаме што да понудиме. Го делите овој оптимизам, барем при крајот на емисијата, немаме уште многу време, уште некоја минута. Сте политички партии во Република Македонија сме согласни дека членството на Европската Унија е перспективата на Република Македонија. Јас ќе имам само две реченици краток. Комесарот Хансен најавува дека ќе доаѓа за практично да се даде амин на коалиција од 67 пратеници. Јас не знам како одат тие разговори.
но имаме една дилема. Дилемата ми е следна. Оли Рен во 2007 и во 2008 година, кога доаѓа во Република Македонија, разговарал со тогашниот премиер Груевски, председател на ВМРО ДПМ, с другите структури и инсистирал да во Република Македонија се воспостави систем на победник со победник и при тоа главната теза му била дека не е во ред ВМРО ДПМ како политичка партија да остави 100-110 албанци кои што го поддржале ДУИ и победиле ки албанскиот блок на страна. Како сега ќе му каже на Груевски дека не е во ред 450 граѓани да бидат во владата на Република Македонија, не знам, така с таа дилема би ја завршил мојата теза. Ви кажам, значи ова влада сега, како што читам, господин Милеем, дека спремна е за 3-4 месеци и ќе промени името на Република Македонија, нели? Не. Па ако вие до крајот на годината влеземе во НАТО, устои да се промени името. Да, дозволите сега. Има такова Повелете, имаме навистина дозволите само сега уште да не навлезем во шпекулации. Не, Идејата е, да, дозволите, идејата. Без основа на што си таков оптимист дека ќе дојде до дозволи да промена на одговарам името? сега, па дозволи сега да го одговарам. Е така. Затоа ви прашам. Да, апсолутно, али потоа и продолжувате да зборувате и испаѓа дека и прашате и констатирате. Во поглед на името, идејата е вистина да се спогнат сили и снаги консензуално. Главните чинители на државата, и позицијата, и опозицијата, и сето тоа, да се дојде до едно решение што во минатото сме гледале, дека се дошло до некој и пред Букурешт имало сознанија, па дали со привременото име кое е сега, битно да се изнајде решение да се влезе во НАТО, значи еден консензуален аспект, а да се навраќам во ова, бидејќи еве два пати го поновува колегата во поглед на идејата победник за победник, и ако сме пред крај на емисијата, во ваквите мултикултурни држави како што е и Орискиот договор, идејата била апсолвирање, односно една посериозна уставна позиција на немнозинските заедници. Визави мнозинската заедница македонците. И тука се набројува, со 20% се мисли на албанците и на помалите заедници, и затоа се 15 амандмани на Уставот на Република Македонија внесени, 15 ги има наброено, дел од Охридскиот договор, дел од Уставот. И кога се размисла на победникот, цело време се размисла, бидејќи во ваквите држави не е загрозено мнозинството, не е загрозена, значи, доминантната заедница. Туку се разговара како да се унапредат позициите и да се заштитат можностите од доминација на мнозинските заедници. И тука се разговара во таа, да, од мајоризација и така, затоа е, да, затоа имаме тука и другиот механизам кој е многу битен, а не се толку експлоатира, двојното мнозинство, односно посебните парламентарни процедури, односно познатиот Бадинтеров систем кој еве сега во собрание го сочинува 30 пратеници. Тога имаме комитетот за однос меѓу заедниците. Тие се сложени работи во државата, али треба да имаме волја, треба да имаме доверба дека сакаме да изградиме сериозна демократска држава во институциите. Од режијата на вистина ми јавува дека треба да ја завршиме, времето спомина. Тука е проблемот. Значи во Македонија господин Милан вика дека има први македонци и албанци, а сите други се други. Тоа е неприфатливо. Јас сум убедена дека ќе имате и вие простор за дискусии, а и ова студио останува отворено за натамошни дебати врзани за политичката ситуација. Во следите емисијата Клик Плюс во студиото на телевизија 21. Јас им благодарам на гостите, господинот Милја Имфетај, господинот Ердоган Сарач, Љупчо Пренџов и Џабир Доку. Се надевам ќе се видиме и во друга прилика. Тоа беше Клик Плюс.